Почитувани гледачи, добра вечер. Вие сте со анализата на 24 вести. Доколку составувањето на влада треба да го споредиме со спортски речник или со боксерски жаргон, можеме слободно да кажеме дека првата рунда помина, а предизвикувачот не успеа да зададе нокаут. Никола Груевски не успеа во првиот обид да состави влада, сега тече втората рунда која е исто така неизвестна, а во неа како главен фаворит сега излегува дека е лидерот на опозицијата Зоран Заев, кој ја има моментално предноста, но не значи дека тоа и ќе остане така. Ова е една од главните теми за која вечерва ќе зборуваме со нашиот вечерашен гостин, господинот Зијадин Села, градоначалник на Струга, а се разбира и представник на Алијансата за албанците. Господине Села, добра вечер. Кога зборуваме за составувањето на влада, вие ги кажавте неодамна вашите услови со кои би влегле по таа влада. Кажете ми, што барате вие од идниот мандатар? Како прво не сум повеќе градоначалник на Струга, нели? Да. Сум пратеник во Собранијата на Република Македонија. Сум лидер на Движењето за реформи Демократска партија на албанците, една од партиите кои беше во Алијансата за албанците како коалиција пред избор. Што се однесува на вашето прашање, немаме ние потреба да бараме нешто од мандатарите. Бидејќи во основа демократијата е да бидеш сериозен и да ги исполнуваш ветувањата кои ги даваш пред твоите гласачи. 25 години албанските политички партии излегуваат на кампања, ветуваат јазик, ветуваат све и после завршуваат со формирање, со реализирање на политичката платформа, било на СДСМ или на ВМРО-ДПМН. Ако сте ме следеле во време на кампања, со овој јазик сум зборувала цело време. Значи во кампања, дека нема веќе да бараме. Нема ние што да бараме. Барањата наши завршија со денот на изборите, а баравме цел месец и повеќе кај нашите гласачи, кај граѓаните за да не гласат. И сега самиот факт што ние сме представени во собрание, како и другите политички партии, тоа значи дека веќе нашите политички платформи политички платформи или нашата платформа веќе е услов за формирање на влада, било кој мандатар тоа да е, нели? И затоа кои се нашите услови? Условите кои ние сме ги поставиле, сте информирани за заедничката декларација која ја подпишавме сите албански политички партии. Да, за неја ќе зборуваме вечерва меѓу другото. И еден од условите кој треба да биде исполнет пред да биде формирана владата, нормално дека е употребата на албанскиот јазик. Да биде службен јазик во сите институции. Јас, како и ние како политичка партија, инсистираме да има измени на Уставот и еднаш за секогаш ова прашање да се решава со Устав, преку промени на Уставот. Видејќи, ако го гледате дефиницијата на албанскиот јазик, која е во Македонија, има една дефиниција од минатиот век, од времето на Српското кралство. Мислам дека не живееме во такви времиња и во такви методологии, не знам, и други действија кои правеле во тоа време, не знам, србите врз албанското население, бидејќи во декларацијата има нешто и во врска со тоа, живееме во сосем друг век и во време кога треба да има меѓусебен респект. И дефиницијата за албанскиот јазик денеска во државата е јазикот кој го зборуваат на 20% од населението и кој е различен од македонскиот. И сега мислам дека македонците би требало да го разберат ова, зошто ние инсистираме да имаме дефиниција албански јазик. Затоа што, ево како пример да земеме, односот до сега на македонските политички партии према нас, како граѓани албанци тука, е исто како на некаков начин како односот на грците према македонците. Нели секогаш кога се зборува за промена на името, не знам, Република Македонија, Скопје или не знам, Горна Република Македонија и така натаму,
Македонците се право се жалат и велат како ќе биде како ќе се вика нивниот јазик. Горен македонски јазик? Како е дефиницијата за нашиот јазик? Во 1920 кралството српско принудена била од меѓународниот фактор, уште тогаш, за да се отворат школи на албански јазик, бидејќи на сите други јазици било дозволено, само на албански јазик не било дозволено. Подпишено е декларација за малцинствата во која дефиницијата за албанскиот јазик е во тие населени места, каде што има процент на население кој зборува различен јазик од српскиот јазик, може да се учи и на тој јазик. Да, но господине Села, имате иста дефиниција. Значи, сегашната дефиниција во Уставот не е напишана 1920, туку 2001-та, после конфликтот и после рамковниот договор. И тоа е срамно. И подпишана е од албанските лидери во Македонија. И тоа е срамно. И денеска кога зборуваме, срамно е за една држава да не ја прифаќа јазикот на како дефиниција на 1/3 од населението кој живее, плаќа даноци тука, придонесува за да се изгради оваа држава. Господине Села, има излегува некои детали од преговорите помеѓу ВМРО ДПМН и ДУИ, се разбира неофицијални, не е тоа официјален податок, дека имало понуда од ВМРО ДПМН кон ДУИ прашањето за јазикот да се реши со законски измени, а не со измени на Уставот. Бидејќи се чини дека тие уставни измени ќе поминат било тешко кај било која македонска партија. Што доколку еве од идниот мандатар добиете таква понуда? За? Значи, прашањето да се реши со законски измени без да се менува Уставот. Бидејќи вие ми кажавте дека инсистирате на промена на Уставот. Секогаш, било какво решение, јас реков на почетокот и спомнав дека треба да се гласи најпрв законот, нели, за употреба на овој сегашниот закон да падне и да се носи друг закон кој ќе го регулира употребата на јазикот во сите нивоа на државната власт, нели, од централна па се до локална власт. И без вакви дефиниции кои ги имаме во Уставот. А нормално дека инсистирам за да се направат измени во Уставот, како што треба и многу други работи да ги направиме како измени во Уставот. Ние грешиме сите прецедани кои ни се стварат низ години, нели? Сега се враќаме 90-тите години, проблемот со мандатот, нели, со председателот. Уставот не е јасен, а од друга страна никако да се седне и да се прецизира, за да не доаѓаме во ваква ситуација како што имаме сега, нели, институционална криза под наводници, нели. И затоа ние секогаш инсистираме како политичка партија во измени на Уставот. Не бараме нешто треба да му биде јасно на секого. Да, но ние не сакаме на никого да му скратиме некое право. Да, од друга страна не дозволуваме некој да се занимава со нас и да ни скрати нам право. Да бидеме јасни, доколку инсистирате на промена на Устав, тоа е едно, друго е вие да барате да инсистирате, но доколку тоа го ставите како фиксен предуслов, без кој не би имало влада, сепак мислам дека би имале проблем. Ние имаме само 3 пратеници. И ние сме ги изгубиле изборите. Сакам да бидам принципиелен во моите тврдења. Нели ви реков на почеток дека барање сме правиле до гласачите наши кои не гласале. Сега тие што ги победиле овие избори кај албанскиот политички кампус е ДУИ, за жал, според мене, нели? Кога ние ќе ги победиме изборите, ние ќе инсистираме на промени на Уставот. Сега ќе поддржиме, ќе гласаме и ваков закон, нели? За да во овие тешки моменти за граѓаните, кога не функционираат институциите или кога се партизирани, кога институциите се водат од луѓе за кои има сомнежи за криминални действија. Нели? Ние сме спремни во ова време сега да го гласаме и законот, ама без законот, што е минимум. Нема да прифатиме ние тројца пратеници било каква владење. Пред кога првпат се изјаснивте за состав за новата влада, вие како Алијансата за албанците, а при тоа се огласи и движењето БЕСА, кажавте дека не би прифатиле влада во која мандатар би бил Никола Груевски или лица осомничени од СЈО. Сега, според сегашната ситуација, како што кажав во воведот, природно политичките текови одат на тоа влада да се обиде да состави некој друг. Значи, некако работите логично следуваат кон Зоран Заев и СДСМ, но како што кажав, ништо не е исклучено. Кажете ми, дали би
за вас би било прифатливо да има влада во која би бил мандатар од ВМРО ДПМН, а да не е Никола Груевски или некој што не е вклучен во процесите на сега? Сум се изјаснил и за ова работа во други дебати. Јас не сум против било која политичка партија во држава, нели? Било тоа ВМРО, било тоа СДСМ. Од друга страна, мислам дека македонските политички партии од ова криза политичка треба да извлечат една поука. И јас би сакал да бидеме во ист став со сите други албански политички партии. Од пред кампања да им биде јасно на било која политичка партија која излегува и прави кампања, кажувајќи што ќе им оневозможи на албанците, мислам дека тие политички партии не заслужуваат да имат поддршка од страна на албанските политички партии. Ако сте слушале во време на кампањата, сега ВМРО се повикува на легитимитет. А целиот тој легитимитет беше базирано во тоа, им се обраќаше на македонците и им велеше: дајте ми гласови, јас никогаш нема да дозволам албанскиот јазик да биде службен јазик. И сега, каде е логиката? Ние да ги земаме албанците сега, што тој сакаше, нели, да им оневозможи нешта и да ги носиме кај него. Нема никаква логика. И тој принцип треба да важи за било која политичка партија, и за СДС, и било која друга политичка партија. Затоа, немаме ништо против ВМРО ДПМН како партија. Ама тие треба вистински да сенат, да се реформираат, нели? Да сфатат дека ова држава може да се гради само заедно со албанците. Без албанците Македонија не може да се изгради, не може да постои. И мислам дека сите оние свесни политичари го знаат тоа. И затоа е дојдено времето за да ги решиме некои проблеми кои се внатре. И за да почнеме, во тој случај ние би биле најстабилната и најразвиената држава во регионот. Значи имаме предуслови за искористувајќи го фактот што, нели, Македонија е мултиетничка држава и многу економски добра може да ни дојдат и од соседството. Мислам, албанците треба да бидат фактор зошто да не во иднина да зборуваат со албанската влада, за да зошто да не на Македонија им се овозможи и еден слободен пристап без даноци и за лук, За увоз, за извоз? да. Ќе За продолжам. да немат потреба после извозот и увозот да се направи преку Солун, него тоа директно да биде преку Албанија. Преку пристаништето Пристаништето во Албанија, да. нели, да се остапи место како концесија, а за тоа да се побара границата да не постои. Да, ќе зборуваме за улогата на албанскиот фактор и за ова што го спомнавте како еве за тие меѓудржавни односи со Албанија. Сакам да ве прашам уште нешто за владата. Имате ли некакви информации за тоа? Има ли некакви преговори сега меѓу партиите? Водите ли вие преговори со некого? Бидејќи, како што кажа председателот, како што му кажа на господинот Заев, ќе ви го дадам мандатот ако ми донесете 61 пратеник. Исто така еден повик од председателот кој беше прилично контроверзен од страна на познавачите и на експертите. Сите треба да сфатат дека здраво е за демократијата да има промени. Е многу здраво, нели? За сите политички партии. И за тие кои се во опозиција, и за тие кои биле на власт и кои сакат сега под секоја цена да бидат на власт. Здраво и за нив да одат во опозиција. Нели? И мислам дека за жал ние ги немаме бројките. Да ги имавме ние бројките со кои ќе беше овозможено за да се прави коалиција, веќе ќе беше јасно дали ќе имаше коалиција или не. Ние сме се изјасниле јавно. Нели, јас директно и моите членовите на партијата, секретарот на партијата сношти во дебата се изјасни дека ние би ги дале подписите на новиот мандатар, нели, за да го изземе мандатот. И после ќе биде соочен со фактот што треба да се гласа албанскиот јазик во
собранието и после би гласале и влада. Не го спомнувам сега како услов специјалното обвинителство, че тоа е интерес на сите граѓани на Република Македонија. Мислам, не требаше дуи тоа како услов да му биде поставен на ВМРО. Него ВМРО треба да го прифати тоа. Никој не треба да се крие од правдата. Тоа е светски тренд, почитување на законите. Нема политичари кои веќе ќе бегат од правдата. И може да има ефект домино ако правната држава не успее во Македонија. Тогаш зошто треба да успеат реформите во Албанија, нели? Или во Косово, специјалниот суд, нели? Тоа е проект на меѓународната заедница за да се врати правната држава и да се чистат институциите од криминалците. Да, А тоа е добро за сите граѓани. Нели? Никој не би сакал да живее во држава каде што, не знам, во полиција, ете и сме имале случај, кога Министерството за внатрешни работи монтира политички случаеви. Ние можеме да гледаме од надвор што се случува, во некои дени ние ќе бидеме жртва на тоа политички монтирани случаи. Има уште два сегменти кои се однесуваат на она што го прави председателот и она што го кажа ВМРО ДПМН. Во обраќањето председателот кажа, мандатарот да ми донесе 61 пратеник и политичка програма, исто така побара председателот, и исто така рече дека согласно уставот он сака да ги види националните интереси во таа политичка програма. Мислите ли дека на пример, Значи председателот е за измена на уставното име, нели, на државата, бидејќи тоа е национален интерес. За да биде членска на НАТО. Прилично е растеглива категорија што е национален интерес, но мислите ли доколку мандатарот му донесе програма во која пишува дека ќе се смени законот за јазици и дека албанскиот јазик ќе биде официјален на целата територија, дека председателот може да каже не, ова е спротивно на националните интереси, јас оваа програма не ја прифатам. Ама кој е председателот што вие не го нарекувате за да одлучи што е национален интерес и што не е? Сега го поставуваме во функција, не знам, некој се моćниот или не знам, се умниот председател што го имаме ние. Кој е тој да утврди такво нешто? Тој не може да биде над демократијата. Тој не може да биде над волјата на гласачите кои гласале еден по еден денот на изборите. Нели? Јас можем, не знам, може да се каже дека не е национален интерес и македонскиот јазик да биде службен јазик. И тога што? Ќе го прифатат другиот дел од народот ова? Мислам дека тоа се глупости. Сега председателот се повикувал на 61 пратеници. До вчера имаше дупки во уставот. Не е вистина. 90-тите години има одлука на Уставен суд во врска со толкувањето на членот 90, мислам, преку иницијатива на ВМРО ДПМН. И Уставниот суд тогаш се изјаснил дека за добивање мандат треба да има 61 пратеници. Веќе нема дилема. А господинот Иванов веќе све му било јасно. Фактот што тој игра по наредби од палатата на ВМРО е друга работа. Ама тоа не е уставно веќе. Тој треба да дава одговор. Зошто не го почитуваше уставот кога даде мандат на Никола Груевски со 51 пратеници, колку имаше? Сега информации, ова нормално го прашавме кога бевме во средбата, рече, ама Никола Груевски им рекол дека имат и дује со него. Во тој случај јас ќе одам утре и ќе кажам сите се со мене, дај ми го мандатот, нели? Што е тоа логика? На сите политички партии. Тоа ви го има кажано на председателот баш така директно? Да, директно. Дека господинот Груевски му кажал дека има обезбедено дека имат веќе коалиција со дуи, нели? Ама тоа е, не знам, негов изговор сега. Председателот треба да го почитува уставот. Председателот не треба да кажува што е национален интерес. Не е тој што кажува што е национален интерес на државата. Добро, но кога сме кај националниот интерес, за кој народ зборуваме тука? Ако господинот... За кој народ зборуваме? Дали во Македонија постојат и други народи освен македонскиот народ? Сега, ако сака да каже дека тоа било против интересите на македонците, да не кажува дека не е национален интерес. Тоа е друга работа. Значи, ваквите политичари и ваквите председатели
и концепти кои одбиваат све, тие се единствените фактори да бидете сигурни што нема да ја чуваат унитарниот карактер на државата, бидејќи и тоа го тврдеше председателот. Значи нема да дава мандат на тој кој нема да се залага за унитарниот карактер на државата. Ако не сакаш албански јазик во целава територија, значи си определен за да поделиш две територии. Дел од територијата што ќе биде и албанскиот јазик службен и дел од територијата што нема да биде албанскиот јазик службен. Затоа, албанскиот јазик во целата територија го чува унитарниот карактер на државата. Значи, според ставовите кои ги имат ВМРО за време на кампањата, нивните челници и така натаму, мислам дека тие се тие кои работат за делење на Македонија. На Македонија. Ниеден друг не. Господине Села, кога зборуваме за македонската политичка криза, повеќе од јасно дека таа има и регионални и меѓународни импликации. Тоа се покажува и после последното соопштение на Руското министерство за надворешни работи, каде што тие ги осудуваат западните земји кои според нив го уриваат легитимниот представник на народот во Македонија, а тоа е ВМРО ДПМН и ДУИ. ВМРО ДПМН од друга страна кажаа дека нема да дозволат, цитирам, влада поддржана од Сорос и дека доколку нема нови избори, Македонија оди во прилично нестабилна насока. Значи ова е закан, така. Значи какво општество? Мене така ми наликува, не знам. Какво општество и какво држава сме ние кога дозволуваме политичари да закануваат? Значи во таков принцип кој се занимава со закани, или ќе биде по мој или не знам, се закануваат. Значи ако сите влади на светот подклетнуваат на заканите кои ги прават и терористи и не знам екстремистички групи, што би станало во светот? Зошто таа закана дека ќе биде дошло? Јасно е дека и повеќе јасно е дека изјавата на Министерството за надворешни работи на Русија е повеќе јасно која е целта. Не е некоја тајна да кажам дека Русија е многу заинтересирана не за регионот. Русија е многу заинтересирана за да го реши проблемот со Украина, со регионот на Кримеја, нели? И ако сакаме ние да бидеме колатерална штета, каде што Русија ќе игра со стабилност и ќе не има на маса после Балканот и нашата стабилност, на нашите деца и на нашите куќи и дворови, нели? За да, не знам, Русија успее геополитички да биде во Црното море, тогаш ова треба да биде јасно на сите граѓани. Значи, секоја политичка партија која е во контакт со интересите на Русија, има само за цел за да се спасат сами себе си и овој регион, овие граѓани, да ги стават како објект за преговарање за интересите на поголемите сили. Значи, тоа е нивната цел. И затоа сега стигнува реакцијата на Министерството за надворешни работи на Русија, точно во време кога се очекуваше да се собират потписи за да добиваме друг мандатар. Мене ми е јасно зошто има некоја голема желба кај дел од челниците на некои политички партии. Знаете ли кои се тие кои ја сакат сега Русија? Кој? А би сакале парите да ги трошат во Западот после. Олигарсите. Кој е гнездото на олигарсите? Русија. И само во такви држави може да најдат засолниште политичари кои треба да одговарат пред правдата. И затоа се настроени према Русија, не дека имат некој друг интерес. Да, но како што велите, заканата која сега ја дава ВМРО ДПМН е прилично сериозна, бидејќи тоа е партија која освои најмногу гласови во Македонија, значи зад неа стојат 450.000 гласачи. Се плашите ли? Ама нема мнозинство. Да, но 450.000 луѓе кои стојат. А од спротивната страна колку се? Да, но тоа веќе наликува на некаков конфликт на две големи маси, затоа ве прашувам, мислите ли дека навистина може да се предизвика нестабилност? Не верам. Од
друга страна, да се занимаваш со политика, треба да имаш храброст. И треба да се најде храброст, да се одлучи, да се направи мнозинство, да се направи влада, како што предвидува законот и уставот, не да се работи против законот, а заканите за дестабилизација мислам дека се против уставни. Тие политичари кои, не знам, се законуваат со таква работа, кои одат против принципите на демократијата и против законите и уставот, треба да одговарат. Во едно интервју челниците на ДУИ изнесоа уште една теза, а тоа е дека доколку се составува нова влада и дека тие не би имале ништо против да ја поддржат таа нова влада, но и дека по секоја цена не би морале да влезат во неа. Значи тие би делувале како опозиција, Малцинска тоа би било влада, малцинска да. влада, тие би ја поддржувале. Што мислите за таа теза за сега се уште? Сега ДУИ има момент за да се покаже дали стои за таа теза. Не знам, од неделава колку дена поминаа веќе. Тие ја кажа како можна 4 опција, дена, нели? како можна опција. Сега има еден друг мандатар кој бара подписи за да го зема мандатот, нели, кај Ѓорѓе Иванов сега, нели. ДУИ ако стои како опција тоа, веќе време е што тие треба да се решават за која опција стојат. Не да дават само изјави дека имале 5 или 6 или 100 опции, дичи сите ние имаме опции. Нели? Него да тргнат од нешто. Ако се изјаснуваат и се одлучени за таа опција, нека одлучат. Има можно да прават мнозинство и со ВМРО, ништо лошо немаше и во тоа, нека правеа. Нели? Ама веќе тие не успеа. И треба да се поздрави одлуката која донесе ДУИ. Дали под политички притисок или каков притисок, и не треба баш многу ние да се занимаваме со таа работа. Во овој случај сега имат друг мандатар, што треба да добива добро беше да го зема од председателот. Значи има таков прецедан, има таква пракса, нели? Во моментот кога сега веќе го нема. Не го дава председателот мандатот, ДУИ ако е за оваа опција, дај нека го направи првиот чекор. Нека Добро. го дава мандатот, подписите за да направи мандат, и после ние заедно ќе го условуваме за да се донесе законот за јазиците и тие после нека си решават дали ќе бидат во влада или дали ќе бидат во опозиција, а не само најавување. Тие велат дека главна пречка за тоа е, значи, кога се зборува за коалиција или за поддршка на влада која би ја составил СДСМ, главна пречка е за тоа нивниот принцип победник со победник. Дека тоа им е главна пречка. А зошто тој принцип не е протолкуван во закон до сега? Од кога е тој принцип? Па тој принцип е направен 2007. според нив од мајскиот договор на 2007 или 8 колку? 8 од 8. Од тогаш владата има на ДП, да. 9 години веќе или уште малку 9 години ќе бидат. Од кога е тој принцип? За тие 9 години ВМРО и ДУИ носеле закони, изменеле и устави. Или имаше обиди за да изменат устав, нели? Да. Зошто не го направиле и ове? Мислам дека тој принцип, победникот со победникот, треба да важи, јас го прифаќам внатре како джентелменски договор помеѓу албанските политички партии. Бидејќи во тој случај албанците немаше никаква причина зошто да излеза на гласање. Ако не се почитува тој принцип, ако е од волјата на поголемите македонски политички партии кога ќе земат во коалиција. Во момент кога имаме нерешени етнички прашања, што ние, нели, сите албански политички партии во нивните платформи тоа го тврдат. Значи, тој принцип важи за внатре во албанскиот политички блок. Македонците немаат нерешени етнички прашања. Ако би имале, исто и кај нив нека важеше истиот принцип. Од моментот кога ние ќе ги решиме овие отворени теми, можда ќе нема потреба и да има, ќе имаме една левица, една десница и доста е, нели? Сите тоа што многу аналитичари, интелектуалци го велат, зошто да имаме вакви, не знам, етнички партии. Партии на албанците, на македонците, на турците и така натаму. Ево, одговорот би бил. Од кога имаме зелена партија?
од кога почна да се појават проблеми со животната средина, нели? Од тогаш има Зелена партија. И кај нас имаме етнички партии, бидејќи проблемите кои треба да се решават се етнички. Во моментот кога ќе немаме вакви проблеми, нема да постојат етнички политички партии. Значи нема гласачи кои би гласале такви политички опции, бидејќи ќе бидат нешто застарено. Нели? И затоа тврдиме дека најпрво треба да се решават овие проблеми и сега е еден момент. Во ваква криза, на неколков начин, народот е многу повеќе обединет од било кога. Освен некои партиски милитанти кои се закануваат за со дестабилизација и такви работи. Ама обичниот граѓани нема да ги слуша. Време е за компромиси, да направиме и да ја изградиме иднината на нашите деца тука. Господине Села, правиме една кратка пауза за реклами и се враќаме во студиото.